Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото 13-то издание на емисијата Инфорегион. Оваа емисија ќе ја посветиме на големиот државен македонски празник 11 октомври и големиот број на спортски и културни настани кои што се одвиваат тука во Прилеп по повод овој празник. Емисијата ќе ја започнеме со тоа како се честуваше и одбележуваше 11 октомври во Прилеп. Да погледнеме каква беше атмосферата во овој град за големиот државен празник. Прилеп и Македонија пред 2 дена го одбележаа еден од најзначајните датуми во нашата историја, а тоа е денот на подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор на 11 октомври 1941 година, кое се случило во Прилеп. Востанието започнува со истрелувањето на првиот куршум, со кој што е убиен стражарот на тогашната зграда на затворот или објект попознат како участакот. Во борбата против фашистите, Прилеп се вклучува со околу 8000 борци, од кои 2700 активни членови на партизанските одреди. Сите тие заеднички ја продолжиле идејата и желбата на илинденците за слободна и независна Македонија. Овој град дал и 15 народни херои, од кои 10 загинале во текот на војната, а 5 биле одликувани со овој орден после ослободувањето. Токму поради тоа херојско дело, Прилеп, заедно со уште само неколку други градови во тогашна Југославија, во 1975 година, од страна на маршалот Јосип Броз Тито е прогласен за град херој. Одбележувањето на овој ден во Прилеп се случуваше 2 дена. Во понеделникот вечерта се изведе традиционалниот импровизиран напад на участакот. Имаше спектакуларен огномет, а пред прилепската публика со своји концерти се представија оркестарот на Арама, како и ансамблот Танец. Во вторникот, одбележувањето продолжи со положување на цвеќе на спомениците на Методија Андоновченто и Кузман Јосифовски Питу во центарот на Прилеп, како и положување на цвеќе на паркот на Револуцијата, каде почиваат коските на околу 650 борци, кои загинале во народно-слободителната борба, борејќи се за слободна и независна Македонија. Градот Прилеп, град херој, треба да се гордее со настаните кои што се одвивале, затоа што е продолжил 1941 година на 11 октомври револуционарната традиција на нашиот народ за слобода и формирање на самостална држава. Прилеп има значајни личности во својата природбеничка историја, наши сограѓани кои што дале голем допринос за развој на револуционарното дело, тука и Ѓорче Петров, Пере Тошев и многу други природбеници. Но 1941 година нашите храбри револуционери првоборци во цветот на својата младост учествуваја во нападот на участакот и на затворот во Прилеп, за да докажат дека македонскиот народ никогаш нема да се согласи со промена од едно робство во друго, но ќе се бори за своја слобода, национална и социјална правда. Тоа беа храбри луѓе кои што го дадоа својот живот за слободата на Македонија. И апел до идните генерации да се почитуваат овие храбри борци од нашето минато, затоа што без минато нема сегашност нити иднина. Армијата Република Македонија е на некој начин наследник на комитите, на партизаните, на непокорот на македонскиот народ. Македонскиот народ секогаш се стремел да има своја држава, независна држава, во која што тој ќе има свој просперитет и свој развој и каде што ќе ги негува своите символи на идентитетот, јазикот, културата и така натаму. Армијата Република Македонија продолжува да биде наследник на овие слободарски желби на македонскиот народ. Ние имаме армијата, ја градиме во современа армија која што ќе биде целосно компатибилна со НАТО стандардите и армија која што не е само гарант за територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија, меѓутоа армија партнер на меѓународната заедница во зачуването на слободата, мирот и во другите делови во светот. Нашите припадници се обучени да делуваат во најсложени ситуации. Ние имаме во овој момент припадници на армијата Република Македонија во Авганистан, во Босна и Херцеговина и во Либан. Добиваме највисоки оценки за квалитетот на македонската армија и заради тоа ќе продолжиме ние со натамошно
зајакнување на армијата, со модернизација на капацитетите на армијата и се разбира со обука и на кадарот на армијата, односно на војниците, офицерите на армијата на Република Македонија. Од локалната самоуправа на Прилеп истакнаа дека аманетот кој што ни го оставиле нашите предци денес е зачувување на територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија, нашето уставно име и нашиот јазик. Денес е навистина гордост да се биде прилепчанец, бидејќи точно пред јубилејни 75 години започнала антифашистичката револуција токму нашиот град, од градот под Марковите кули, познат како град на непокорот, град херој, град кој има дадено најмногу жртви во таа антифашистичка револуција и најмногу народни херои. Навистина тоа е еден голем, тоа е да речеме една голема работа што градот ја има дадено за историјата на Македонија и тоа е еден голем залог што е за овие модерни генерации пред се зачување на темелите на Република Македонија, уставноста, суверенитетот, интегритетот, уставното име Република Македонија, јазикот, македонскиот јазик, тоа е се основните постулати кои што нашите дедовци и прадедовци ги оставале како аманет да ги чуваме овие нови современи генерации. Меѓутоа, нашата борба и понатаму продолжува. Борбата е за економски просперитет на Македонија, економски просперитетен Прилеп, да Прилеп и Македонија станат дел од евроатлантските интеграции и големото европско семејство. Како што претходно кажавме, на паркот на револуцијата што се наоѓа веднаш позади нас лежат кровските на околу 650 борци кои што го дали својот живот за слободна и независна Македонија. Прилеп исто така дали 16 народни херои. Дали е планирано изградба на бисти на оние народни херои кои што починаа веднаш после Втората светска војна? Да, прво да кажам дека могилата комплетно беше возобновена од страна на локалната самоуправа и со нови содржини и од едно руинирано место кое го зачекавме пред 10 години прераснува во еден навистина символ и сјај на градот Прилеп, кој што е едно од најпосетените места од сите генерации туристи кои доаѓаат во Прилеп од земја и странство. Беа обновени бистите на народните херои, бидејќи имаше украдено неколку бисти во претходниот период. Исто така со помош на Министерството за култура беше комплетно реконструиран участакот на каде што и започнала првата пушка, кој е претворен во музеј на антифашистичка револуција, кој исто така е доста посетен. Ова локална самоуправа направи споменици на голем број револуционери кои потекнуваат од нашиот град. Голем дел од нив и животот го дале за Македонија. Покрај споменикот на Методи Андонов Ченто, кој се наоѓа во центарот на градот, се воздигна овие 10 години и спомениците на Кузман Јосифовски Питу, на Пере Тошев, на Ѓорче Петров, на прилепски бранители, на Карпалак, исто така и голем број други знаменитости кои што потсеќаат на храброста и делото на голем број прилепчани кои го имаат направено за Прилеп и Република Македонија. Наредно ќе биде поставен споменик во центарот на градот на Мирче Ацев, исто така и битката на ножот, која што е една од најголемите битки после Илинденската епопеја која се случила тука во атарот на Прилеп. Меѓутоа исто така да напоменам, покрај 10 бисти на народни херои ќе бидат изградени и бисти во наредната година, бидејќи ќе биде предвидено во програмата и буџетот на локалната самоуправа доградба на другите бисти на народни херои кои што се починати после ослободувањето на Македонија. На одбележувањето на 11 октомври присуствуваа голем број прилепчани кои се горди на овој празник, бидејќи тој на еден начин е и темелот на современата македонска држава. Но сепак граѓаните сметаат дека денешните генерации многу малку се запознати со сите настани и случувања од НОП. Тогаш е првата пушка, значи, против окупаторот, против фашистите, германците. И тогаш македонскиот народ кажал дека сака слобода и поради тоа треба да се почитува тоа како жртвата која што има дадено нашиот народ, така и за следните генерации. Ден на слободата за македонскиот народ. Од тука почнува се, па до ден денеска. Сега кој ќе го прославиме годинава, не знам, ќе видиме. Почнаме да гледаме веќе. Колку денешните генерации го почитуваат ликот и делото на оние што го дали својот живот за оваа слобода што имаме сега? Проблематично. Тоа е проблематично нешто. Последниве генерации слабо го почитуваат тоа. Некогашно што го оствариле нашите родители. Зошто? Па не знам, така мисле да мене, друг не знам. Ова е една традиција кој никогаш нема да се заборави. Превидејќи првата пушка нормално се знае пукнала во Прилеп и во Куманово.
А тука во участакот татко мој од бугарите кој бил влечкан по оваа улица и тука врлен во участакот. По тоа, овој празник му го честитам на сите граѓани на Република Македонија. За Македонија е најголемиот празник за Македонија, специјално за Прилеп. Првата пушка пукнала во Прилеп и мора да се прославува тој секоја една година. И би требало да се прославува два пати годината, не е. 11 октомври е празник на државата, на револуцијата, па не знам, посебно означување на победата над фашизмот. Колку ние денес овие генерации го почитуваме делото на тие што го дали својот живот за ние да имаме ова слобода и ова држава? Па не многу, се изгледа дека не многу. Некој, ако излези некој прослави да се запамти, инаку тешко дека го некој го знае. Зашто? Па така мислам дека се забораваат тие празници. 11 октомври во Прилеп беше одбележан и со голема изложба на воена опрема од страна на Арама во центарот на Прилеп, каде имаше изложено околу 50 борбени средства. До секое оружје имаше поставено и по еден војник, кој на граѓаните им ги објаснуваше перформансите на истото и одговараше на сите прашања на заинтересираните за оваа изложба. На ова воена изложба се представени околу над 50 парчиња на воена опрема и орудија и вооружување на дел од армијата на Република Македонија и како што се представени артилериски средства, артилериски вооружувања, потоа пешадиско вооружување, инженериски средства за АБК заштита и сето останато кој што е дел од вооружувањето и опремата на армијата на Република Македонија и кој што невозможува да ја извршуваме нашата мисија и задача. Освен изложба на воена опрема, за 11 октомври во Прилеп, по 9-ти пат се организираше изложба на околу 200 спортски автомобили и олтајмери, кои ги имаше од Македонија, но и од околните држави. Изложбата имаше и надпреварувачки карактер, а организаторите поделија и 36 пехари за категориите според кои беа оценувани возилата. Како што можете да видите, има доста голем број на посетители, како и клубови од нашата држава и странски. С оглед на временските услови, мислам дека и ова што е сега е повеќе од доволно, затоа што има преку, не знам, можете да забележите, можда преку 200 возила. Има доста награди за учесниците, значи сите се задоволни. Тоа е, значи овај настан. Наградите, значи има околу наградите има одредени категории за, да речеме, овие можете да ги забележите, спортски автомобили, тие се такмичат во надворешен излет, натрешен излет. Има доста возила што си ги средуваат своите машини и своите мотори тука. Значи има доста награди. Ова година ќе поделиме некаде околу 36 пехари во одредени категории, значи. Од локалната самоуправа на Прилеп најавија дека за наредната година било планирано да се направат уште 5 бисти за народните херои кои што починаа после ослободувањето на Прилеп. Како што и претходно најавивме, по повод 11 октомври во Прилеп се одржаа голем број културни, но и спортски манифестации. Еден од тие настани беше и одржувањето на вториот поред поштенски маратон во Прилеп, на кој што учествуваа околу 100 надпреварувачи од цела Македонија. Овој маратон беше поделен во 4 трки. Едната долга 1 км, 5 км, полумаратон на 21 км и маратонот долг 42 км. Да го погледнеме прилогот. Стотини надпреварувачи зедоа учество на вториот поштенски маратон, кој се организираше во Прилеп. Покровители се Македонски пошти, а маратонот се организира по повод Светскиот ден на поштите 9 октомври. Маратонот беше поделен во 4 трки. Едната долга 1 км, наменета за најмладите. Потоа трка на 5 км, полумаратон на 21 км и маратон долг 42 км. Надпреварувачите трчаа низ прилепските улици и по сообраќајниците околу градот. Прилеп е повторно домакин, главен покровител е Македонска пошта. Една од најтешките атлетски дисциплини во свет е маратонот, тоа го знаеме и не за џабе поштарите се тие што секојдневно мора да го трчаат. Трка има 4 и оваа година, има значи една детска на 1 км, 5 км, полумаратон на 21 км и официјалната трка маратонот на 22 км.
Оваа година членството од стартнината се уплаќаше на сметка за поплавите, односно подрачјата поплавени во Скопје, што беше малце хуманитарен гест имаше и оваа година. И така, фино е, мислам дека има доста учесници од надвор, така што овој маратон доби и меѓународен карактер оваа година. Ова исто трака е сертифицирана од меѓународната организација за трчање на долги стази, што значи дека и ова време официјално влегува во светските времиња на тркачки на маратони. Во Македонија се организираат само 3 вакви маратони долги 42 километри. Скопскиот маратон, Ширичин мој маратонот и овој во Прилеп. Учесниците секој со различни очекувања од оваа трка. Иначе јас сум член на најклубот од Скопје и ова ќе биде мој трет полумаратон. Трчав на Скопски, трчав прошлата недела имаше во Скопје во градски парк Шичин мој и ова ми е мој трети полумаратон. Како започна со трчањето како спорт? Па од секогаш сум трчал, но не сум јас сепак се рекреативно се занимавам со трчање. Од секогаш сум трчал, но сега малце да кажам по професионално се занимавам. Иначе јас сум професор по физичка култура, спортот е дел од мојот живот и трчањето исто така стана еден дел од мојот живот. Па сега оваа година прв пат, од прошлата година нели дека во второ издание, сега повеќе се заангажирав за да дојдам за овој маратон. Лани не беше толку популарен, или со текот на годините станува со трчање од пред некоја година. Пред 1-2 години се занимавам. Која дестинација ќе ја трчаш? Сега на 21 километар, полумаратонот. Што те привлече во трчањето? Па не знам, спортски активна сум уште од мали нозе, претходно се занимавав со други спортови, така да си продолжив со ништо друго, малце што ќе ме осамостои, што ќе се зависам самата од себе и сега сум секој резултат ќе си го направам, тоа си е мојата. Колку трчањето станува популарно во Македонија? Па станува со оглед на тоа веќе како некој модерен тренд повеќето луѓе го практикуваат, ама без разлика сметам дека дали е тоа аматирски, професионално или само заради мода, е убаво што луѓето се занимаваат со било каков вид на физичка активност. Ова мене ми е прво учество на овој маратон. Бидејќи слушнав за минатата година беа тие што учествуваа имаа добри печатоци од самата организација. И затоа се решив да учествувам ова година. Неку ќе учествувам на полумаратон на 21 км. И тоа ми е, инаку ова ми е 10-ти полумаратон што ќе отрчам. Каде имаш трчано во Македонија или во странство? Имам во Словенија, во Љубљана, Белград, Солун, Скопје, тука околните Нови Сад. Претежно во Балканскиот регион немам уште. Што те привлече во маратонот? Па, здрав живот, што не е само трчањето, него самите тренизи барат да се живее здраво, без алкохол, без цигари, ако сака да се постигне добри резултати, мислам да има. Инеку трчањето како спорт се повеќе станува популарно како во Македонија, така и на балканските простори. Прв пат учествувам на овој маратон. Сум учествувал до сега на неколку маратони, белградски, скопски, така да. Иницијативата ми ја даде Вујко ми од Будимпешта, он почна да трча, па со него почнавме и ете така, навлегов во ова. Така да гледам дека е доста актуелно во последно време. Доста луѓе трчаат. Така да и убаво е, нели? Дружење прво, а после се понатаму. Често пати сега може да се видат и по улиците како трчаат луѓе, што до пред извесен период тоа значи не беше секојдневие. Така, јас сум од Скопје и гледам најчесто на кеј да трчам и има доста луѓе. Значи со трчањето започнав уште пред неколку години. Се бавам рекреативно. Нови маратон трчам по втор пат. Денеска трчам на 21 км, полумаратон. Како започна со трчањето? Што е она што те привлече во овој спорт?
Започнав чисто онака рекреативно и потоа почнав да учествувам на трките кои што се одржуваат. И едноставно ти станува една убава навика, убаво дружење, интересно, забава. Со трчање се почела скроз спонтано. Со трчање започнав сосема спонтано. Тренирав претходна одбојка. Престанав со тој спорт и започнав да трчам. Па потоа следуваше прв маратон, втор маратон и сега веќе професионално се занимавам со трчање. Денеска ќе трчам на долгиот маратон 42 километри. Ова е друго учење прошле година. Ова е моје второ учество на овој маратон. Лани учествував во полумаратонот на 21 километар. Сега се уште се двоумам на која дестинација да трчам. Но годинава можеби ќе ја одберам онаа на 42 километри. Во овие маратони најбитно е да ја завршиш трката, а помалку важно е на кое место ќе завршиш. Здравиот начин на живот и откажувањето од пороците е девизата на сите луѓе кои се занимаваат со овој спорт. Трчањето станува се популарен спорт во Македонија. Низ сите градови може да се забележат се почесто како луѓето трчаат низ улиците. Дали ова е само моментален тренд или ќе прерасне во своевидна субкултура како што моментално се случува во Европа, ќе покаже времето. Но како и да е, ова е одлична можност за промоција на здравиот начин на живот. Напротив, сметам дека на се поголема врата навлегува трчањето, што мене особено ме радува бидејќи сме имаме таа идеологија да речам да напредне трчањето, да стане се помасовно, да има се повеќе луѓе кои што се занимаваат со трчање и пред се здрав живот кои што водат и од тој квантитет и да се извади квалитет, односно квалитетни расни што велат тркачи. Трчањето во Европа станува и своевиден начин на живот, своевидна култура. Така е, да, не само во Европа, во целиот свет, а еве гледам дека и во Македонија станува една како субкултура, што пак ќе повторам ме радува, ми се допаѓа тоа што се повеќе и повеќе луѓе се занимаваат со трчање. Прилеп со овој маратон дефинитивно влегува на мапата на градови со најголем број на екстремни спортови кои се одржуваат во овој град. Прилеп е веќе препознатлив по големиот број на спортски настани кои се одвиваат во текот на годината, посебно овие екстремни спортови како што е маратонот, маунтибајкот, исто така параглайдингот, болдерингот, исто така мотокрос и други трки кои се одвиваат во текот на годината се од меѓународен, европски и светски карактер, што значи полека Прилеп преминува во Центар за екстремни спортови на Бока. Учесниците маратонот го завршија за неколку часа. Вториот голем спортски настан кој што се одржа тука во Прилеп по повод празникот 11 октомври беше меѓународниот натпревар по ориентација кој што траеше 3 дена. Семејството Петрески од Прилеп се едни од ретките во Македонија кои веќе 3 генерации се занимаваат со спортот ориентација. Приказната ја започнал Владимир Бабоски, кој потоа својата љубов кон планините ја пренел на својата ќерка и внукот. Јас негде започнав 1962 година, на моите 17 години кога бев уште во средно училиште хемиско, тука ја засакав многу природата. А уште од мали моите деца ги носев, таман почнаа да одат. Најмногу ги носев во Крушевските планини кога бевме, како сега думам на година и пол ќерката ја носев од Свети Спас до Трстеник, до Мечкинкамен тие сите работи и објаснував тие сите работи. После од 12-13 години колку беше таа почна овдека во Прилеп во планинарското друштво Златоврт на Оревојц, најпоче на картата. Љубовта е слободата, убавината на природата. Хоризонтот кога се гледа тој ослободува секаков замор. Навечер кога се пристигнат над преварот, попладне навечер, многу пати дожд ваѓа, ама љубовта тоа искиснуваме до гола кожа вака. Ориентацијата, поточно спортската ориентација е, можам да речем, слободно единствениот спорт каде што во исто време наистина надпревар може да се надпреваруваат сите членови од семејството, значи од дедовци, баби, па родители, па и деца. Што е суштината на ориентацијата и што треба еден човек да поседува за да се занимава со овој спорт? Кога еднаш ќе ја засакаш и ќе влезе ориентацијата во семејството, тогаш слободно можеме да кажеме дека веќе нема крај. Единствено потребна е љубов кон природата,
без страв да приоѓаш кон запознавање на нови терени, пред се кондициона спремност и добро читање на карта. Значи, клучно е читањето на картата. Мојот прв надпревар беше во Крушево и го истрчав на 2 години. Само 2 годинки имаш? Да, Кое место го освои? прво место. Сега колку години имаш? Сега 7,5. Постојано тренираш ориентација и трчање? Да, постојано е тоа. Со кого тренираш? Со другите, со Златоврв и со мајка ми најмногу. Петрески беа учесници на петтиот поред меморијален меѓународен надпревар по ориентација Пеце Атанасовски, кој се одржа во Прилеп и на кој учествува околу 150 надпреварувачи од 11 држави. Организаторите велат дека овој надпревар има големо значење за афирмацијата како на Прилеп, така и на Македонија. Исто така има големо значење и за привлекувањето на туристи. Но сепак потенцираат дека ориентацијата како спорт кај нас се наоѓа на доста ниско ниво и треба незина поголема популаризација. Имаме учесници од 4 до 75 години. Ова е спорт за целото семејство. Категориите започнуваат од деца до 10 години, се до 75 години, вклучувајќи она елитната категорија, 20, машки и женски 21, каде што се бара најдобра подготвеност. Дали со тоа прераснува некако си регионален центар, ајде или македонски центар за развој на ориентационен спорт? Да, прераснуваме во Центар за развој на спортот, поточно сега за ориентациониот спорт. Го ставаме Прилеп на мапата на развој на спортот. Овој настан има големо значење за нас како клуб, ориентационен клуб Златоврв во Прилеп, но исто така и за Македонија во целост и за општината развој на туризмот. Ориентациониот спорт во Македонија, за жал, на популацијата е на многу ниско ниво. Ние во Прилеп се стремиме да го крениме тоа ниво на нешто повеќе со организирање на овој надпревар. Веќе имаме повеќе екипи дојде на гости од повеќе држави. Имаме, претежно се скандинавци, тоа е добро бидејќи овој спорт потекнува од таму. Од Скандинавија, и тоа е добро за ориентацијата во Македонија, добро за нас како клуб, за нас како град. Тоа е тоа. Како повеќе да се афирмира овој спорт? Што треба да се направи? Што треба да се направи? Треба повеќе обука во школите со основците, претежно. Се надевам дека во нив има таленти што ќе го бендисаат овој спорт, што ќе сакаат повеќе да тренираат понатаму. Тоа е прва работа, потоа медиумите. Второ се медиумите, што повеќе се рекламира овој спорт, тоа е подобро. Целта на овој спорт, како и на сите други, е да се стигне прв на целта. Но претходно, учесниците на надпреварот мора да ги поминат и пронајдат сите зададени точки, да се чекираат на нив со посебни уреди и да се вратат назад од местото каде што тргнале. Интересно беше тоа што голем број на учесници со мапа во раката трчаа низ прилепските улици и ги бара зададените точки. Јас се занимавам со ориентација 1 година и спортот е прекрасен. Што е она што те привлекува кај ориентацијата? Ориентацијата е планински спорт и треба многу енергија. Тренинзи, колку пати неделно тренирате, каде? Неделно скоро секој ден и тренираме на могилата на непобедените. Еден спортист треба да трча, тоест треба да тренира на тренинзи, треба многу успех, многу треба да тренира, бидејќи ако нема конкуренција, нема да има добро време во трчањето. Ние трчаме со мапа и со компас, треба да се снајдеме. И тоа. Што е повеќе потешко, да трчаш или да ја научиш да ја читаш мапата? Па не се тешки двете работи ако си редовен на тренинзи.
Странските учесници ги имаше најмногу од скандинавските држави, каде е и родното место на овој спорт. Но исто така имаше надпреварувачи и од другите европски држави. По трет пат сум во Македонија на овој надпревар. Доста е забавно тука. Во Белгија немаме вакви терени. Ориентацијата е трчање низ различни терени и затоа тука ни е многу убаво. Ориентацијата во Македонија е се уште млада. Сакам идната година да дојдеме повеќе луѓе тука и да придонесеме таа да се развива. Спортистите знаат да трчаат, но им треба техника. Кај нас ориентацијата се учи на училиште и нема некој што не е запознат со неа. За прв пат сум тука и многу ми е мило. Времето е прекрасно, луѓето се многу добри и исто и храната, така што на сите им препорачувам да дојдат тука. Ние во Белгија не сме нови во овој спорт како Македонија, но и не сме на исто ниво како Скандинавија, каде е создаден овој спорт. Се трудиме полека да го достигнеме тоа ниво. Ние сме подобри во спринт отколку во шума и планина. Освен из улиците на Прилеп, оваа трка по ориентација се одвиеше уште и на локалитетот Маркови кули и во реонот на Вештачкото езеро кај Прилеп. Една од многобројните манифестации кои што се држаа тука во Прилеп по повод 11 октомври беше и организацијата на фестивалот на медот, на кој што пчеларите кои што ги имаш од цела Македонија се пожалија дека поради климатските промени и човечкиот фактор, производството на мед годинава за разлика од лани е намалено за дури 60%. Производството на мед во Македонија годинава за разлика од лани е намалено за околу 50 до 60%, а некои региони воопшто и не произвеле ниту килограм од овој еликсир. Со овие тврдења излегоа пчеларите кои се собраа на фестивалот на медот во Прилеп. Тие велат дека овој тренд трае веќе неколку години и се плашат дека ситуацијата во иднина може да биде и многу полоша. Како главен виновник ги посочуваат климатските промени, но и човечкиот фактор. Производството на мед оваа година е намалено како и претходните години наназад. Дали се должи тоа на климатските услови, полоши климатски услови, секоја година се полоши. Така да се соочуваме со намалено производство, а со поголема побарувачка на мед. За колку проценти отприлика е намалено за споредба со лани? Па зависи од реони, тоа зависи од реон до реон, некаде има до 50-60% намалување. Некаде дури некои пчелари не ни извадоја мед со што може да го понуда на пазар. Дали се обративте до надлежните институции до некаде за оваа ситуација? Па има, ние како пчелари и пчеларско здружение од Прилеп, здружени со Федерацијата на Пчеларската федерација на Македонија, се обратиме до Министерството за земјоделие, до владата, запознаени се со нашиот случај. Сега понатаму тие што ќе преземат ќе видиме. Дали барате некако вид обештетување, субвенции? Не, да бараме обештетување субвенции, ние земаме субвенции од државата. Благодарни сме на субвенциите што ги земаме од државата и тие секако се ги амортизира голем дел од ударот што го нанесе природата на нас пчеларите. Оваа година со производството на мед е многу слабо и од година на година се намалува. Можеме да кажеме дека од ланска година до оваа па 60% некаде намалено е, а во некои места скоро ич не извадоја. Мариоскиот дел скоро опште не покуша ни да вада, затоа што ништо не собрата. Која е причината за ваквото огромно намалување на количините на произведен мед? Токо добро почна до некаде 20 јуни, после ватија високите температури, кога почна дождов, влажно и немаше што да собира. Дождов кој ќе почне да врни, она што треба нектарот да го собира пчелата, таа го мија, па поминува поќе деној, па заладува, па ветер и така, значи временските неприлики си го направија своето. Каде го гледате излезот од сетова? Излезот од сетова, дедо Боже. Тој ако пушти вода на време, кога е она бурната вегетација, ќе може да собират, иначе друг спас нема. Ние овдека предаваме чист
природен мед што го прави пчелата. Ако има смешано прсти од пчеларо или таму како и други вештачки прават, тогаш тој е бунар неисцрплив. Тоа е на временската ситуација. Сушата пред се си го направи своето. После беа температурните разлики беа меѓу ноќта и дента беа големи и тоа делуваше на медењето на растенијата. Дали во иднина климатските промени би влијале на производството на мед и на пчелните производи? Да, би влијале секако. Затоа што настапува голема суша. А чим има суша, нема доволно вегетација и нема медење на растенијата, нема и доволно приходи. Најголемиот виновник е човек. Не соодветно користење на хемиските производи кои што се третираат растенијата. Не ги труја пчелите. Секоја хемија има своја препорака и како да се употребува. Главната вина е во необученоста на примена на хемиските производи. Дали има излез од оваа ситуација, зашто ова е тренд веќе години назад, неколку години? Излез има. Едукација на целокупниот народ, без оглед дали се занимава со земјоделие, со пчеларство или со друго. Кога би ги применувале и кога би знаеле како да се применува хемиските производи, баре за едно 50-60% нема да имаме загуби на пчелите. Битно е најсуштественото што со хемиските производи се третира баш во цуто на растенијата, билките, без обзир. Се се третира со хемија. Со тоа го заразува и плодот, а нас не ги труја пчелите. Пчеларите велат дека поборувачката на мед во Македонија е доста мала. Велат дека за тоа биле виновни два фактори. Прво, тоа што граѓаните не биле доволно едуцирани за хранливата вредност на медот. И второ, на продажбата влијаела секако и ниската куповна моќ и стандард на граѓаните. Слаба е побарувачката кај нас во Македонија на глава на жител е некаде околу 2,5 до 3 килограми на годишно ниво, за разлика од европските земји каде со 3 пати поголема потрошувачката на мед. И точно затоа, баш затоа ги организираме овие фестивали, организираме и други манифестации низ Републиката и надвор од Републиката, заради поголема афирмација на медот и на другите пчелни производи, значи не е само медот, постои и цветен прав, и прополис, и матичен млеч, како би дознале граѓаните за неговите хранливи вредности. Пчелните производи слабо, поготово овде кај нас Прилеп, Скопје и така бевме минатиот викенд во Скопје добро, поголема е потрошувачката. Луѓето повеќе се едуцирани, мислам, за пчелните производи. Кај нас овде ке послаба. Дали ваквите манифестации помагаат за таа поголема едукација на населението, за здравието кое што го нуди медот? Да, помага и тоа доста помага. Треба да се организира барем 2 пати во годината, мислам да се организира да биде подостапен медот до производители, до потрошувачите. Побарувачката на мед оди некако, меѓуто како оди стандардот, така паѓа и побарувачката. Кон одбележување на фестивалот на медот во Прилеп се приклучија и немладите од градинките со своја пригодна програма. Значи, оваа недела, согласно Законот за заштита на деца, е недела на детето и ја одбележуваме со различни манифестации. Оваа година тема на недела на детето ни е здрава храна, здраво дете. Имавме организирано предавање од професорки во средното општинско училиште Орде Чопела за здравата храна, работилници со родители, спортски активности и денес учествуваме на отворањето на фестивалот на медот. Локалната самоуправа има одлична соработка со Сдруженијето на медари на територијата на општина Прилеп, кој ги има доста и слободно можам да кажам дека прилепскиот мед, со оглед на тоа дека целиот овај крај, посебно и Мариовскиот крај, еколошки чист, представува еден од еколошки најдобрите и највкусни медови на територијата на Балканот. Фестивалот на медот во Прилеп траеше 3 дена.
Се надевам дека презентираните содржини го задржаа вашето внимание се до крајот на емисијата. Со повеќе информации се гледаме наредниот четврток. Довидување.